Неограничен број на гости ќе може да седат на една маса во ресторан или кафуле. Владата со ова го започна најавуваното олабавување на мерките кое доаѓа помеѓу двата круга од локалните избори. Угостителите сега ќе имаат нов начин на работа. А дека ќе има олабавување во овој сектор, уште пред еден месец најави министерот за економија Крешник Бектеши. Сепак останува на сила правилото за исполнетост од 50% од капацитетот во отворените делови на објектите. Дел од граѓаните сметаат дека оваа одлука е избрзана, посебно ако се земе предвид фактот дека лекарите најавуваат нов ковид бран. Дали е тоа во ред според вас? Не. Зошто? Зашто епидемија има уште. Поред мене не е во ред, многу од мерките се уште не се во ред. Сметам дека не треба толку да се опуштаат мерките, се уште сме во ек на пандемија. Треба, значи, да почекаме време и простор да оставиме, да видиме како ќе се одвива работите со COVID-19. Треба да ограничени не унутра, надвор, по двајца само. Друго, ништо не треба. Уште не треба да се групираме, мислам, а надвор може вака. Слушнах дека може повеќе до неограничен број, ама не би требало баш. Според доктор Илчо Евковски, во ред е да се олабавуваат мерките, но само за вакцинираните граѓани кои примиле 2 дози и се поминати најмалку 14 дена од ревакцинацијата. За него се нелогични мерките кои дозволуваа лице кое вчера се вакцинирало со прва доза да оди во кафуле, ресторан, трговски центар. Лично би дозволили 100% од капацитетите да се исполнат со вакцинирани лица, бидејќи кај нив очекуваме вакциналниот имунитет да си даде ефект. А за другите лица секако не е дозволен капацитетот воопшто, така да не гледам зошто би биле и 50%. Нелогична е таа мерка со една вакцина, се знае што е заштита од вакцина, тоа си е полни 2 дози. Поминати 14 денови минимум од втора доза, за потоа да може човек да биде безбеден во таа средина, било кафана или ресторан или дискотека. На вчерашната владина седница, освен што се донесе одлука за неограничен број луѓе на една маса, дополнително беше усвоена и измена за ограничувањето на исполнетоста на капацитетите во затворените делови. Наместо 30% како досега, дозволена е исполнетост од 50% од капацитетот.